Не можете вие толку да ме избркате колку што можам јас да си одам. Само 3 дена пред да заврши мандатот, жената која го докрајчи судството и од него направи свој виден штаб на СДСМ и ДУИ, на драматична пресконференција реши да си даде оставка. Требаше да биде начело на судскиот совет до 5 декември, кога истекува рокот од 2 години за да раководи со ова тело. Ама џабе рокови мандати. Дамева се знае, па така вели дека требала да остане уште 8 месеци, дека незаконски била разрешена лани. Ама ете, од што била добра, сепак решила да се повлече за да си го заштити угледот и семејството. Оваа жена, што ете приватно се слика со цело СДСМ, ги посочи премиерот Мицковски, пратеникот Милошовски дека вршеле притисоци и сакале да го нарушат интегритетот и да покажат дека судскиот совет не работел професионално и стручно. Тврди дека политичари од власта се обидувале да го нарушат интегритетот, а разочарана била и од извршната и од законодавната власт, затоа што немале слух за финансиските проблеми. Кутрата таа. А инаку знаете за каков притисок зборува, затоа што премиерот Мицковски од собраниска говорница посочи дека до него стигнале документи дека се фалсификуваат записници од членови на Советот и повика обвинителството да ги истражи овие случаи. И Мицковски и Милошевски тврдеа дека Дамева дека функцијата завршува на 5 декември, а не како што таа сака незаконски да си го продолжи мандатот уште 8 месеци. И да не ја фатат на дело, се реши на оставка, што представува обичен маневар и политички фолклор. И токму заради вакви кадри судството го проби дното. Пуште Мицковски бил виновен. Што, Мицковски, Милошевски ги нарача оние анкетите каде довербата на граѓаните во судството е бедни 2%? Тие да не извршеа и притисок врз Европската Унија во последните 3 извештаи да констатираат дека нешто немаме напредок во правосудството, туку имаме назадување. Мицковски или натера амбасадорите, меѓу кои амбасадорката Агелер, да се прашуваат зашто побогу фрлиле милиони и милиони евра долари на нивните даночни обврзници. Не, драги мои, да имаше малку доблест, Дамева и сличните на неа, ќе си признаја дека не ги бива, дека ете никој не им верува ниту народот, ниту нашите сојузници и на времето уште самите ќе се повлечаа, или со други зборови, ќе оставеа простор за фабричко подесување на судството, односно да го рестартираме, онака како што правите кога компјутерот ќе ви закочи. Друго чаре нема.